Почитувани гледачи, ова е програмата на ТВ каналот ВИС. Веќе забележувате дека во студиото имаме гостин Владо Милев, спортистот на Струмица за 2022 година, одбојкар или човек кој што доаѓа од шампионот Струмица, Никоп, но и секако има нешто ново да ни каже пред се капитен на клубот или актуелниот шампион. Како и да е, честитки Милев за повтор пат, ако не се лажим, едно подруго. Трет пат. Трет пат едно подруго, така. Честитки за ова признание кој што го добивте, не само вие, туку и Ока Струмица и Кирил Иличлиев, дефинитивно повторно и на последната манифестација покажавте и докажавте дека Струмица Никоп е клуб кој што реди успеси, а сето тоа го препознаваат и спортските работници. Честитки уште еднаш, очекуваше ли Владо Милев по трет пат едно подруго? Благодарам за убавите зборови. Искрено, резултатски гледано и очекувано беше. Бевме шампиони изминалата сезона и во купот и во националното првенство. Имавме за мене успешен настап во Европа, со оглед на тоа што пријавивме настап во Европската лига на шампиони, кај што има голем квалитет. Успеавме да добиеме на домашен терен шампионот на Холандија, што знаеме што е во одбојката. Тој златен сет го изгубивме, продолживме во ЦЕФ купот, каде наидовме на исто така квалитетна екипа од Хрватска. Да заокружиме, значи за мене е успешна европска турнеја за минатата сезона. И како што и самиот рече, и изборот на спортисти, на тренери, на екипа, мислам дека е реален. Да, јас може да дебатирам тука во однос дали е успешно или не успешно, но влијае многу фактори пред се со Апелдрон во Холандија, каде што требаше да бидете комплетни, но не дозволија, нели, холанѓаните да заминат руските засилувања. Точно е дека немавте среќа, Милев, морам да признам дека многу подобро игравте со Апелдрон отколку со хрватскиот состав. Точно, значи сепак мотивацијата на така големи надпревари е поголема. И самите играчи кои што дел од нас се доста млади и кога се игра со подобар противник и тие сакаат да се покажат во подобро светло. И затоа мислам дека и квалитетот на играта против холанѓаните беше подобро од квалитетот на играта против хрватскиот состав. Да, јас очекував искрено да ти кажам дека можете да ја поминете. Да, реално... Тоа беше моја перцепција по она што го видовме и во Холандија и во салата Борис Трајковски со Апелдрон. Таква перцепција добив и мислев дека може да се помине. Холандскиот состав дефинитивно е многу поквалитетен од тој на Хрватска. Реално со Мурса можевме да се носиме и ќе беше нормално и реално да победиме дома, без разлика каков ќе беше епилогот на крај. Сметам дека квалитетот и на двете екипи беше тука некаде. Како што веќе кажав, Апелдон имат многу искуство во европските надпреварувања. Доаѓа од Холандија, каде што знаеме што значи во одбојката Холандија и тоа е... Апсолутно. Добро, неприкосновени сте во домашната одбојкарска сцена, ајде би така да кажам, со оглед дека, рековме, без некои поголеми проблеми освоивте двојната круна, мислам дека едно 3-4 години поред приматот го држи Струмица во машката одбојка, иако ова последново со Шкендија некако чудно ми беше, но ајде, има се уште да се игра. Оно што те поканив можната соработка со еден полски клуб. Знаеме, освен Холандија, и дека и полската одбојка каде е и дефинитивно е во врвот на европската сцена. Станува збор за Јастер Зепски, ако не добро го изговорам. Јастер Зепски од Полска. Ете така. Може да ни кажете за што конкретно станува збор? Што ќе значи тоа за Ока Струмица Никоп, за струмичката одбојка, за македонската одбојка? Така. Јас уште кога се врати во Струмица, сакав да ставам акцент на развој на младите категории.
пошто сметам дека ние веќе од постарата генерација, колку и да сакаме, годините си управат своето и имаме период каде што немаме замени. Има негде околу 10 години период каде што ретко каде што излегува дете кое што ќе затропа на вратата на репрезентација, па дај Боже да стигне и до некој подобар европски клуб. И видовме шанса и наша замисла беше дека мораме малку да се професионализираме. Најдовме заеднички јазик со реномирана академија за одбојка од Полска, која што изрази интерес да помага пред се во развојот на младите категории. Сега, овој викенд, ќе се одржува Final Four на Купот на Полска, што е едно големо надпреварување и голема чест лично за мене што добивме покана да учествуваме таму. И на тој Final Four ќе биде официализирана соработката со Јастарзевски од Полска. Што тоа значи за нас? Ќе имаме комплетна поддршка во смисла на развојот на нашите тренери. Ќе имаме едукација на нашите тренери кои што ќе имат можност да патуваат во Полска, од нивната екипа, од нивната академија, ќе имаме можност да примиме на еден начин како супервизор во Струмица, каде што ќе се стави акцент на работата со млади категории, ќе ни пренесат нивни искуства со нивната академија, како да дојдеме до масовност, до квалитетна работа со младите категории, бидејќи сметам дека клучот, и ако сакаме да продолжиме Струмица да има квалитетна одбојка и во иднина, мислам дека веќе доцниме со тоа и неминовно е дека мораме да најдеме начин како подобро да го дигнеме клубот, да го професионализираме. Тоа е одличен момент за нас и мислам дека ќе биде од голема важност тоа што ќе го направиме. И на спортски план, но исто така и маркетиншки, тоа многу значи и не само за струмичката одбојка, него и за македонската одбојка, и мислам дека сите треба да бидеме стрикни за тоа. Да, но рековте не само за развојот на и градење на млади одбојкари или да ставање фокус во развојот на младинските школи, тоа ќе значи отварање на нови врати. Так. Имајќи во предвид дека влегувањето или соработката со еден ваква реномирана академија, пред се од Полска, јас би кажал дека она е во самиот врв на самиот врв на Европа. На Европа, така е. Видов и буквално колку пољаци да живеат за одбојката, тоа дефинитивно на она последно првенство. Ова се отвара можност и за предпоставувам и можност преку ока Струмица да некој почувствува таа интернационална кариера. Така, значи исто така во склоп на меморандумот за соработка и размена на играчи. Доколку ние имаме талентирано дете кое што и одскокнува од останатите деца, апсолутно има можност да напредува во таа академија во Полска. Исто така, доколку нам ни треба помош од, како што рековме, играчки кадар, тренерски кадар, ни се ставаат на располагање. Сепак Јастарзевски, нивната екипа е многу квалитетна, која што игра на завршници на Лига шампиони и секако имаат млади играчи кои што можат многу да помогнат ако дојдат кај нас. Да, бидејќи сепак лимитиране тој првсостав, така што за да се одржува тој континуитет играчки ќе мора да се бари друг клуб каде што ќе се наметнуваат. Како дојде до идејата Јастарзевски? Тоа е дело на Милев или? Не. Преку професорот Никола Делевски, кој што е професор во техничкото училиште. Поранешен одбојкар. Поранешен одбојкар, морам да истакнам. Тој е вклучен во некои европски проекти кои што се одвиваат на преку Еразмус плюс програмата, претпоставувам, и добар дел од на негово гостување во Полска преку Еразмус стапува во контакт со луѓето од академијата во Јастарзевски и доаѓа на идеја да ми го пренесе тоа мене и да најдеме заеднички јазик како тоа да го ставиме на хартија и да почне да функционира. Благодарност и до него за
тоа што му дошло како идеја да го спомне пред се таму, а после и кај нас. Одбојкарското сепак, иако е професор, сепак одбојкарското кај него. Кај неговите деца тренираат во клубот кај нас и така. Заминувате, рековте дека овој престојан викенд ќе бидете на завршницата на полскиот куп одбојкарски. Кои се заминувате од Струмица, кога дефинитивно се очекува подпишување на тој меморандум за соработка? Меморандум го подпишувам само јас со нивниот председател таму, а ќе присуствува и Атанас Милев, кој што е кај нас од тренерите, каде што исто така ќе има можност да размени искуства и сега на тоа патување, така што за нас и за мене и за него тоа ќе биде одлично искуство. Final Four ќе се игра во Краков, каде што беше Европското првенство ракомет. Салата ќе биде преполна и ќе биде одлична можност и да осетиме врвна одбојка. Ќе играат на тој Final Four 4 врвни полски екипи и за мене е одлично искуство. Да, во секој случај ќе стекнувате и искуство, нели, со самата соработка со Јасер Зевски. Пренесувајќи ги вашата стратегија, вашите цели, дека нема да се откажете од повторно освојување на двојната круна и повторно да го почувствувате таа европска сцена, значи ли тоа дека со таа соработка, иако начна нешто, дека можно е да имаме доколку ОК Струмица Никоп се приви повторно на некој европско надпреварување, да дојдат да помогнат момци од Полска, од Јасер Зевски? Така, нашата цел секоја година е иста. Значи не одстапуваме од тоа дека треба да ги освоиме и купот и првенството. Имаме квалитет, без разлика што последниот надпревар против директниот конкурент Шкендја го загубивме, тоа не е мерило. Моменталната форма и здравствениот билтен и се тоа влијаеше на тој резултат. Тоа не е оправдување, но сметам лично но беше изненадување. Изненадување, да. Бидејќи бевме навикнати 2 години скоро немавме изгубен ниту надпревар и не знам, 2-3 сета во 2 години, тоа е огромен успех. Сметам дека ќе го повториме тоа и нашите планови се исто така пак излез во Лигата на шампиони, а преку настапот во Лига на шампиони да привлечеме и полски играчи кои што ќе се спремни да помогнат во... Апсолутно. Сепак излегувањето и за представниците од Јасер Зевски ќе значи еве преку Струмица да ги видат нашите деца и на европската одбојкарска сцена. Во тој дел навистина еден добар исчекор, мислам дека можеби не само вие како клуб треба и останатите клубови да го следат овој пример, со оглед дека мора да се професионализира дефинитивно клубската македонска одбојка, бидејќи па на тој начин ќе треба да очекуваме и репрезентативни успеси. Како стоите на ова поле? Има ли младинци кои што се жедни за докажување? Иако Ричлиев стратегот, гледам, забележувам дека дава можност на младите, но сепак некако навикнати сме на онаа стандардна. Од младите категории можам да бидам задоволен. Имаме навистина голем потенцијал и жално е ако тоа не го искористиме. Како што претходно спомнав, имаме еден период од 7, 8, 10 години каде што имаме еден гап да немаме наследници на нас постарите. Како што спомнав, имаме веќе млади играчи кои доколку се инвестира и доколку се работи правилно, мислам дека добар дел од нив без сомневање ќе станат репрезентативци на Македонија и ќе го продолжат тој пат. Да, и тој континуитет со оглед дека веќе неколку последните 3 првенства европски сме дел од големите надпреварувања како одбојкарска репрезентација. Ова есен или овој септември сме и домакини. Домакини, да, имаме група во Скопје, каде што и репрезентацијата на Полска ќе биде во нашата група. Одлична можност и за нашите гледачи и за нашата публика да ужива во врвна одбојка. Добро, за мене се фаворити во секој случај, не само во групата, туку и на престојното европско првенство. Начнавме во однос на репрезентацијата, ќе се задржиме и повторно ќе се вратиме до крајот на првенството. Кога се очекува да стартува? Вообичаено ги стартувате подготовките некаде мај, ама паралелно и со она сребрена лига, сега златна, како? Оваа година ќе сме учесници во златната лига.
обично се стартува мај, надпреварите почнуваат крај на мај, почеток на јуни. Ќе имаме активност негде до крај на јуни, мислам дека така беше по календарот, па после од средина на јули мислам дека ќе се почне со подготовки за Европското првенство, кое што е крај на август, почеток на септември. Да. Се надеваме дека ќе бидеме далеку подобри од Темпере, од Финска, кога некако нешто имаше многу работи, еве можеби да го искористиме домашниот терен. Скопје блиско ни е, може и Струмичани да уживаат тамо, да видиме навистина квалитетна одбојка. Сега, ќе има ли новитети во однос на играчки состав или ова не е прашање до тебе, мислам, во секој случај тоа е до селекторот, но дали се надзираат некои нови имиња за она што и го зборуваме, нели? Да. Соработката со Јасер Зевски треба да придонесе инвестирање во младите и така. Радува фактот што, еве баш вчера прочитав, во Српската лига прв блокер е Филип Саовски. Тој е од Проби Штип, кој исто така беше дел од Ока Струмица, направи одличен чекор што замина во Србија, во Војводина и сега настапува во втората екипа нивна во Нови Сад. Радува фактот дека е прв блокер во така силна лига. Од помладите играчи исто така има дел кои што собираат искуство и може да помогнат. И како што рече, мислам дека и ова наша генерација се уште не го кажал последниот збор. Да, добро. Повека да се повлекува, мислам дека ќе го дадеме максимумот сега во Македонија да се представиме во најдобро светло и на еден начин да оставиме белек ова наша генерација да Освано на Словенија, да го поправиме впечатокот. Но сепак фокусот на Вало Милев и четата на Ричлиев ќе го даде до крајот на првенството. Рековте дека ќе атакувате повторно на двојната круна. Рече дека ништо не значи овој пораз Шкендија. Мислам дека играте вториот дел од... Вториот дел играме на 11 март во Тетово, а крајот на март, 24, 5 и 6 е закажен купот. Така. Final Four ќе има, ќе се имаме сознание каде ќе биде купот? Во Радовиш. Така е сознанието. Радовиш. Информацијата од ОФМ е дека ќе се организира во Радовиш. Сега и нам ни беше чудно, но ако земеме во предвид дека претходната сезона беше во Кавадарци, каде што исто и Кавадарци нема клуб и нема одбојка, нашата федерација оди на карта да се афирмира и во тие места каде што не е толку популарен, така да за мене добро, дел од населените места од Радовиш знаат да мислам има своевремено тена лига во која што учествува со своји одбојкарски тимови. А во однос на плейоф разврската дефинитивно дали останува оној систем 4 најдобри екипи или Да. Прв со четврт, втор со трет. Тука нема дилеми за првите 3 екипи, останува само да се види дали екипата на Лирија или Работнички ќе влезе во првата четворка. Значи ли тоа дека Струмица и Шкендија ќе бидат оние конкурентно со две екипи кои што... Според мене, да, во квалитет и ние и Шкендија одскокнуваме од остаткот од екипите. Да. Се очекува, предпоставам, крајот на април веќе да биде познато со оглед дека во мај или почетокот на мај предпоставам. Можно е оваа година календарот да е малку позбиен и некаде средината на април, негде до 20 април, мислам дека е планирано да се заврши и со плейофот. Така да секој втората половина на април се очекува да се знае се. Милев, како стоите со младинските погони, дали тие се, знам дека и тие се доминантни младинската екипа на Ока Струмица и кадетската екипа исто така. Пионерската. Дали тие ќе атакуваат на нови титули оваа сезона? Точно така, во пионери и кадети мислам дека немаме конкуренција. Младинци со оглед на тоа што практично цела кадетска екипа игра и во младинска конкуренција и таму сме први. Сметам дека имаме посилна предпоставам конкуренцијата. Посилна е конкуренцијата, но мислам дека можеме и во младинска конкуренција да освоиме прво место. Да. Сега за крај, она лично што ме интересира, многумина од клубовите
последниот период кажува дека се помал е интересот. Немаме ли деца или што е работата, мајка? Вака Дека некако тешко доаѓаат до нови момци кои што се зачленуваат, дали IT технологијата си го прави своето, дали навистина иселувањето си го направи своето, некако се помалку деца на спортски терени. Така е. Дали ова го чувствувате вие? Да, апсолутно. Значи, како што спомна, се има свој придонес. И иселувањето, и новиот модерен начин на живот, баш тоа и ние на состанок во нашиот клуб го дискутиравме тоа. Мора ние да се адаптираме према европските трендови, каде што тие многу порано дошле до констатација дека мора да преземат одредени чекори кон привлекување на нови деца. Сакали или не, и ние мора да го мениме пристапот. Ево за пример, ќе земам кога јас почнав да тренирам одбојка, професорите по физичко, тренерите има поголем авторитет. Кога професорот ќе ми кажеше ти ќе тренираш одбојка, ти ќе тренираш кошарка, ти ќе тренираш фудбал, за нас тоа беше на еден начин закон. Сега малку новите генерации не размислуваат така. И ако земам практиките на ЦЕФ, на Европската федерација, на Европската одбојкарска федерација, тие веќе имаат зацртана програма привлекување на млади членови уште од најрана возраст. Кај нас во одбојката малку е специфично што децата од таа возраст немаат уште моторички способности да играат и да тренираат одбојка, но преку разни игри кои што ги заменуваат тие одбојкарски движења има посебна програма каде што понатаму ќе помогнат многу во координација, во снаоѓање во просторот, кога ќе дојдат 5-6 одделение после 10 годишна возраст, кога е оптималната возраст за тренирање со одбојка, веќе тие ќе имаат совладано некои вештини, техники кои што може да кои што се во функција. И наш план е исто така да почнеме со имплементирање на таа програма, со упис на членови уште од најмала возраст, да собереме поголема масовност, од каде од таа масовност ние после ќе може да одделиме. Апсолутно, но сепак и спортувањето е голем исчекор за овие млади генерации, ова е на порака и до родителите и до сите оние наши млади гледачи, доколку сакат слободно можат во ОК Струмица Никоп да бидат дел од шампионскиот состав. Еве се отвара можности за интернационална соработка, односно со Јасер Зевски да се соработува, па можности да се видат нови искуства надвор од нашава земја. Милев, јас ти благодарам. Поздрави и од нас до Академијата Јасер Зевски. Се надам дека и ќе имаме можности со нив да разговараме за нивните планови со тој меморандум за соработка. Дај Боже да се исполнат овие ваши цели кои што ги планирате за ова 2023 година и многу успех пред се и на личен и на професионален план со оглед дека струмичката јавност од вас очекува и понатаму продолжување на тој континуитет, но правење еден исчекор малку повеќе секако и на меѓународен план. Благодарам на поканата, одлична емисија и за мене, како што рече, и реклама и повик до сите родители, до младите. Еве сега, после враќањето од Полска, ние веќе ќе имаме дефинитивно некоја насока каде ќе се движиме и ќе објавиме како ќе се вршат тие уписи, кој ќе работи со тие деца и одлично можност да се 3 часа неделно може да се играат и социјализација и другарување и запознавање со спортот. Има патувања, кампови, има можност исто така во меморандумот за соработка е предвидено и организирање на заеднички кампови, дали во Полска, дали во Македонија, работа со искусни тренери кои што се дел од таа академија, така да одлична можност за нашите млади да напредуваат. Ова нека биде и дополнителен предизвик да се обратите до ОК Струмица и да се информирате за можноста како да се запишат. Остану мислам дека сте и клуб кој што не наплаќа чланарина, ако не се лажам. Коригирај ме. Мислам дека сме единствени во, ако не во државата, кој што за
младите категории, за тие што се перспективни деца, не ја наплаќаме никаков сценарио. Така, Милев, јас те благодарам што беше дел од програмата на Канал Вис. Многу успех реков и нека се исполнат сите оние зацртани цели за ова 2023. Благодарам уште еднаш.